имаат сите земјоделци во Република Македонија, без разлика на партиска и верска припадност, а тоа се околу 93.000 лица кои за разлика од претходно живеат достоинствен живот. И затоа сметам дека оваа политика на владата треба да продолжи и понатаму. Благодарам. Благодарам. Прв прашање ќе поставува пратеникот господин Јани Макрадули. Повелете. И шо ја? Ајде, викате. Молам за сериозност. Ајде ги видим. Ајде. Вие викате, ја ќе викам. Може ли ја да викам? Може ли ја да викам? Ако викате, ја ќе викам. Јас ве замолувам сите да го задржиме нивото на собранието. Ве молам, колеги. Благодарам, почитувана председателке. Господине Димитриев, дали сметате дека е лошо што Силвана Бонева вчера не гласаше за Законот за земјоделие и рурален развој? Ја не го следев тој закон. Не го следев. Добро. Со која кола дојдовте денеска службена? Со мојот. Таа ксантијата што ја продадовте на општината, вашата? Овдека сме за субвенциите, не сме за колите и за субвенциите не сме овдека. Колега Макрадули, да се држиме на темата, ве молам. Не мора да. Дали кога бевте избрани прв пат за граначалник бевте член на Социјалистичката партија? Да. Дали по примерот на Дзинго и вие влеговте во феудализам околу Демир Капија? Тоа е твое прашање. Тоа е моје прашање, а вие треба да одговорите. Мислам дека не. Не. Колку хектари земји имате, господине Димитриев? Имам 520 хектари. 558 хектари имате. Колку плаќате закуп за тоа, за тие 558 хектари земјиште? Колку што следува. Колку што следува? Да. Зошто министерот Лјупчо Димовски во 2010 година во одговор на пратеничко прашање кажува дека должите и не сте платиле за закуп? Имам документација, ќе ви докажам дека се сум платил. Зошто ви е раскинат договорот тогаш со одлука на судот Врховен дека не сте плаќале закуп за земјиштето? Не е точно. Судот вашиот министер, бидејќи мене за судот ве прашувам, господине Димитриев. За судот ве прашувам за судската одлука, вас ви е раскината. Ја читавте ли одлуката на Врховен суд? Ја читав, бидејќи не сте платиле за закуп. Што пишува во одлуката? Вие треба да одговарате, господине Димитриев. Па ја ви кажувам дека во одлуката не пишува дека ме раскина договорот. Господине Димитриев, Врховниот суд донел одлука со кој што вашата жалба за раскинување на договорот за закуп на земјоделско земјиште го поништува. Го познавате ли господинот Ванчо Апостолов? И каде не препреча? Го познавате ли господинот Ванчо Апостолов? Го познавам. Тука е во салава? Да. Пратеник. Да. Зошто во 2009 година со него ли во 2009 година подлука на основниот суд сте требале да склучите анекс договор кон долгорочниот закуп што го имате на 27.4.2009 година? Само едно можам да појаснам. Не, само едно можам да појаснам. Врховниот суд има... Ве молам за основниот суд да ми кажете, основниот суд бара да се склучи анекс на договор во кој се задолжува закупецот да го плати долгот за неплатената закупнина. Тачно, имам судска одлука. Тогаш е подрачна единица закупецот да плати уплатнина за платена закупнина да достави до подрачната единица на Министерството за земјоделие, шумарство и водоснабдство. Тогаш раководител е Ванчо Апостолов. Точно, сега ќе ви кажам. Колку сте го штетиле буџетот со неплаќањето на закупнината? Не, се е платено. Се е платено? Имам судска одлука, имам анекс и еве имам... Дали знаете дека по одговорите подлежите на кривична одговорност? Да, ма и вие подлежите. И еве го. Ова ви е анкетниот лист. Господине Димитриев, ова е вашиот анкетен лист од Државната комисија за спречување на корупција. Тука сте пријавиле земјоделско земјиште само 1 хектар. Кај сте останатите 585? Кој 500? Каде? Па вие рековте дека имате толку земјиште. Знаете ли што е собствено земјиште, што е земјиште под концесија? Знаете ли? Така. Па нема шумтуваш глава, тоа не го збориш. Господине Димитриев, за вашето однесување треба други однесе.
Дали ова имотен лист на Корал? Јас сум првен револтиран што ја очекував некој земјоделец да ми постави прашање, не некој електроинженер. Ја не може да разберам. А што вие знаете? Господине Димитриев, Господине Димитриев, тука сте да поставувате прашања. Кажувај. Да се слушаме, колега Јани, стопирајте го времето. Тоа што вашето однесување ви одговара на Димакот, не сум ја крив. Луѓе, кумот може да го сгреши името, ама народот го избира на Јас сум апаш по Димакот. добри работи, а не апаш по криминал. Во 2012, а апаш вие на Димакот, а не знев. Сега кажавте. Да. Зошто во 2012 година сте запишале земјиште на рамното Лозија, например, на 29.6.2012? Зошто во целиот овој имотен лист 114.34 имате собственост по хектари? Имам собственост. И знаете колку е вкупнова по собственост? Колку е? Колку е, знаете? 585 хектари, а во анкетниот лист имате... Не е толку. Молам, внимавајте како... Господине Димитриев, Како зборувате, господине Димитриев. Молам без не вулгарност. сте на партиски состанок на ВМРО, да помане ваков речник да имате. Слушаме ти мене. Собствено земјоделско. Ке ве молам, вие треба да одговорите на прашањата. Па ви одговарам. Ќе одговорам. Па ви одговарам. Колку субвенции сте добиле? Само еднаш, 2010. Зошто на 585 хектари, а кажувате дека добри се субвенциите пред 3 минути во вашето излагање. И представникот на подрачната единица рече дека се одлични субвенциите. Како е можно на 585 хектари вие во 2011 да немате добиено денар субвенции? Не, во 2010 добив, во 2011. Не, за 2011 зборувам. 2011 во тек. Дали давате земјиште под подзакуп Не дава. на предпријатото Барово под фирма Ќерка на Тиквеш? Тоа е продадено. Лозието е продадено. Значи вие земјиште што не смеете да го туѓувате по законот за земјоделско земјиште, го имате продадено. Чека, ја продавам лозов насад, бидејќи лозовот насад е мој, а земјоделското земјиште го откажувам и кој таму натаму си го земе, тоа е него работа. Епа, тоа земјиште не сте можеле да го туѓите, ви е дадено под закуп на 30 години. Не го отужувам земјиште, го отужувам лозието. Лозието е мое, а не земјиштето. Дали сте го дале на подзакуп на фирмата Ќерка на Тиквеш Барово до ОЛ? Сум го продал, не сум го Сте дал го под продале? закуп. Да. Добро. Знаете Има дека за договори за тоа. така е, знаете дека за ова Епа, исто се што ќе кажете следи одговорност. И за вас и за мене, не е Колку проблем. имате пријавено фирмата Корал во 2011 година, колку има пријавено приход во управата за јавни приходи во подрачната единица во Неготино? Не ја носам сега завршна сметка. Од што заработува пари фирмата Корал кога нема субвенции добиено во 2011 година нити денар? Како нема? За само субвенции се заработува. Не прашувам, од продажба Заработиме. имате 13 милиони 199 886 пријавено денари приход. Па имаме аспарагус, имаме лозов насад, имаме житарици, како да не? Дали, уште еднаш ве прашувам, има дадено земјиште по закуп кое што го зеле од Република Македонија на 30 години? Немам и одговорно тврдам тоа, немам тоа, вие го зборите. Добро, тоа ќе го докажеме. Да го докажеме. Зошто во 2012 година земјиштето што сте го зеле во 2000 година на 30 години го запишувате во ваша собственост? Не 2008. И тоа На го дадовте вие. 8.5.2000 година Бистренци имотен лист број 307 на Република Македонија ви било дадено на 30 години. Земјоделското земјиште. Зошто на 13.6.2012 година сте го запишале во ваша собственост? Земјоделското земјиште ми го даде СДСМ во 98 година и подпишан е договорот, и тоа прв договор од Киро Тукузовски. Киро Тукузовски. А зошто? Првиот договор е тоа, ја наследив организацијата. Господине Јани Макредули, Благодарам што потврдивте дека пред 2000 година се делело земјиште во Република Македонија. Нема шанса, Благодарам. нека дојде еден документ, нека благодарам, каже дека господине некој јас сум дал Димитриев. земјиште Ви под благодарам, закуп. Димитриев. Нека дојде еден. Втор прашање ќе поставува пратеникот господин Васко Пашовски. Повелете. Ти благодарам, председателке. Ајде, што сам ти се, што? Ти благодарам, председателке. Што те на тебе? Имаш брата, не значи дека ја си многу јака ева тебе. Што е во да вас? Ха, види само човекот, ако сак да ви кажеме, да ви кажеме, ако не читай си одиме. То ти пратим неква. Абе тргни се таму, ај си таму е.
процедурално заебавате? колегата Ромео Тренов. Повелете. Золт. Благодарам, председателке. Искам да не викат. Ве молам. Ако сакате точни одговори, дадам да ви дадам, ако не, шо е ваот позади? Ве молам. Значи, процедурално реагирам. Би апелирал, значи да го задржиме нивото. Това се однесува и за пратениците, и за сведоците. Сепак, да оставиме да тече ова рочиште како што треба, да не се доведеме во ситуација како минатиот пат, да и граѓаните, и медиумите да не представуваат како да сме во некој циркус, и странците, значи да оставиме да тече работата, барам да бидеме коректни и ние како пратеници, но истото важи и за сведоците. Благодарам, председател. Благодарам на сугестијата. Второ прашање ќе поставува пратеникот господин Васко Пашовски. Повелете. Ти благодарам, председателке.